Во рамки на празничната програма на општината Пробишти по повод 28 август на градскиот плоштад Свети Гаврил Лесновски во вторникот се одржа вечер на македонски и балкански звезди на кој настапија Јелена Розга, Желјко Самарџиќ и Мики Секуловски. Присутната публика која имаше во навистина голем број како од Пробишти, така и од соседните градови Штип, Кочани, Радовиш, Виница, Кратово, Крива Паланка, Куманово ги пеа познатите музички рефрени на Желјко, Јелена и Мики. Според реакцијата на публиката, сите три изведувачи имаа впечатлив настап, Самарџиќ, Розга и Секуловски, кои заедно со публиката отпеа дел од својот богат репертоар. Километри бројам далеку од тебе, километри одам далеку од себе, далеку од дома, далеку од се што имам, од се што имам. Најдов фотографија во црно-бело, а на неја ние сме заедно на денот. На неја гледам среќа, на неја гледам се што имам, се што и вика што ми фали тој мирис, тој мирис, мене душа да ми гали, ми фали за Великден јас да си дојдам, ми фали да сум дома, ми фали тој мирис на јоргова, ми фали тој мирис, мене душа да ми гали, ми фали за Великден јас да си дојдам, ми фали да сум дома. Километри одам далеку од тебе, километри бројам далеку од себе, далеку од дома, далеку од се што имам, од се што имам. Најдов фотографија во црно-бело, а на неја ние сме заедно на денот. На неја гледам среќа, на неја гледам се што имам, и се што имам. Ми фали тој мирис на јоргова, ми фали тој мирис, мене душа да ми гали, ми фали за Великден јас да си дојдам, ми фали да сум дома, ми фали тој мирис на јоргова, ми фали тој мирис, мене душа да ми гали, ми фали за Великден јас да си дојдам, ми фали да сум дома. Еве што го заврши твојот настап овде во Пробишти по повод денот на градот, денот на рударите. Како си задоволен од публиката, од она што како помина твојот настап? Па одлично, значи наискрено јас не очекував оваков пречек. Прв пат доаѓам во Пробишти, стварно ми е многу драго што гледам, може би има 4-5 илјади луѓе тука на плоштадот, така да сите беа сретни, весели, се забавуваа сите, така да многу ми е драго. Настапи на Звезда Гранда, освои второ место, твој впечатоци околу твојот настап таму? Па, Звезда Гранда е еден вид на искуство, според мене. Ја веќе имам поминато еден таков сличен тип на надпреварување на шоу, тоа беше Македонскиот идол, да. Така да познати ми беа до негде работите, но решив да се пријавам таму едноставно заради промоција, нели, Звездите на Грант е доста гледана шоу програма, поготово кај нас.
Имав одлични реакции таму од жирито, нели од публиката овдека кај мене во Македонија. Имав преку 100.000 гласа во финалето, што ми беше стварно особено многу драго. Највеќе гласови до сега во тоа шоу што освоил еден македонец, така ми рекоа. Така да ми е стварно многу драго. Популарноста настапите овде во земјава? Па да, настапи, значи, имав свој самостоен концерт минатиот месец во Велес, еден вид на благодарност до моите велешани и до сите луѓе што гласаа за мене и што ме поддржуваа. Настапи, свирки има секоја недела, значи сега има, работиме турбо. Ти го спомна македонскиот идол. По настапот на македонскиот идол направи неколку песни и потоа те снема од македонската музичка сцена. Зошто ја направи таа пауза и сега се појави на Звездите на град? Па јас отидов во Белгија ради приватни причини, морав таму да бидам 5 години и решив да се вратам овде во Македонија и да продолжам со тоа што мислам дека знам да го правам многу подобро отколку келнер да бидам, знаеш. Така да за тоа ми решив да се пријавам на Звездите на град. Кој те пријави? Мајка ми пријави, да. Како се случи тоа? Најискрено не сакав ја да се пријавам затоа што мислев дека Звездите на град е шоу каде што обично пеат народњаци, нели, народна музика се пее. Најискрено не го гледав ја тоа шоу, но од кога видов некои кандидати кои што пеат малце поразличен вид на музика, како поп-рок музика, рок музика, така да си реков и ја, па зошто ја да не пробам да се пријавам, знаеш. И сега го не сгреши. Па не сгрешив, да. Твоите почетоци во музиката се на твоите 6 години, на 6 годишна возраст. Да се подсетиме малку како изгледаше тој настап. Значи, првиот настап на 6 годишна возраст, настапував настапив со 2-3 песни со тогаш популарната група Ла Манш. Дечките тогаш беа од Велес, беа доста популарни во Македонија. И настапив прв пат пред полна сала во Велес, салата 25 мај, па имаше можда исто 3-4 илјади луѓе таму. Така да, многу чудно е што се сеќавам баш на тој момент и ден денеска, чудно ми е што немав никаква трема, знаеш, за 6 годишно дете да излезеш пред толку народ, нема да ти биде седна, ама ја се осеќам многу природно. Потоа заврши музичка академија, средно музичко училиште. Да. Средно музичко во Битола, музичка академија оперско пеење во Софија. Имав некои понуди да останам во Софија, да работам во оперската куќа таму во Софија, но некако не се пронајдов таму во Бугарија, во таа држава, знаеш. Сакав да си се вратам дома. Се вратив дома, нели, се пријавив на македонски идол, па после ми почна кариерата, правев и песни, имав и настапи, па се деси со Белгија и сега Звездите на град и така. Рече опера, а сега го преферираш гледам поп-рокот повеќе. Зошто го смени стилот? Па, најискрено, ја сакам операта, но операта бара преголема жртва. Значи, за таков стил, преголема дисциплина. И мојата прва љубов била секогаш рок музиката. Значи, ја ако сум продолжил да се бавам со опера, окей, би го работел тоа, но не би бил исполнет, знаеш. Повеќе ми се допаѓа и посретно јас се осеќам кога пеам популарна поп-рок музика. Така да, мислам дека најбитно е да работиш тоа што сакаш, нели? Настапи на македонскиот идол, рече направи концерт во Велес, вечера си овде во Пробишти. Што може да очекуваме како следно? Ти ни откриеш? Па работиме на нови песни моментално сега. Значи, еве, ексклузивно ќе ви откриам дека на 31 август одам со мојата менторка со Цеца во Берлин на нејзиниот концерт да настапам таму заедно со неа. Она ми рече дека јас ќе настапувам со неа и на наредните нејзини концерти, така да не ги знам точно датите, знам за овој 31 сега, нареднава недела дека тоа ќе се деси. Значи, имам некои понуди за нови песни
ќе видиме. Планирам негде средината или крајот на септември да изводам мојата прва песна после таа пауза. Може да очекуваме и некој дует веќе со Цеца? Па, ја би сакал, значи, знам дека Цеца моментално прави албум. Ако ми рече да преснимиме дует, нема да одбијам. Да. Ти благодарам за одвоеното време и ти посакувам вечера пријатен представ овде во Пробишти. Фала и вас и поздрав. Еве, добро вечер, вечерва овде по повод 28 август во Пробишти, на градскиот плоштад е Жирко Самарџич. За неколку минути стартувате, дали е се подготвено и што ќе може да очекува пробиштивската публика да слушне вечерва од вас? Па, многу ми е драго, прв пат сум ту. Навистина ми е драго. За прв пат сум овде и мислам дека тоа ќе биде одлична атмосфера. Македонската публика многу добро го знае изборот на моите песни. Кога пеам во Македонија, сигурен сум дека тоа ќе биде една незаборавна ноќ. Вашите хитови, вашите песни ги пеат и помалите и повозрастните. На што се должи тоа? Гледам и оние помалите ги пеат вашите рефрени. Дошло до промена генерација и оно што ме Дојдено е до промена на генерации. Она што посебно ме радува, ја обично велам од Вардар па до Триглав. Еве една вечер пее во Сењу, па потоа бев долу по Далмација, во некои градови, во Будва. Се беа девојчиња од 16 па нагоре. И тоа колку е добро кога изборот на песни е квалитетен. Имаат љубовна тематика, најверојатно родителите им ги кажале. Да. Неодамна излезе вашата соработка со Калиопиот, пеавте дует, како сте задоволни од како проаѓа овој хит? Па помина подобро, отколку ние што се надевав. Јас уште на самиот почеток знаев дека тоа е одлична песна. Кај мене секогаш песната одлучува. Меѓутоа да е била и лоша песна, јас ја сакам Калиопи и поврзан сум со неа. Многу години сме пријатели преку 40 и драго ми и за неа и за мене да својата енергија ја пренесеме на другите. На оние кои слушаат добра музика. И гледам дека има доста млади, кога ја прават нивната свадба, ја пеат токму оваа песна. Во последната сезона на Никогаш не е доцна, еден пробиштипенец, тоа е Вито Славевски, не знам, можеби сте го гледале неговиот настап, можеби сте слушнали или можеби не, отпеа токму ваша песна Да ме ние. Да, имам тоа на својом Инстаграму. Да, го имам тоа на својот Инстаграм. Тоа е прекрасно, мене ме радува кога доста млади колеги ги пеат песните кои се настанати уште пред 20 години. Биле големи хитови и ме радува што они имаат свој вкус, што имаат свој избор. И кога е добра песна, она секогаш е добра, без разлика на тоа дали ја пеам јас или некој друг. Сасвим е сведно дали ја певам ја или ја пева некој други. Ваш коментар е за неговиот настап доколку сте го гледале, бидејќи на самиот надпревар жир комисијата од можни 10 му даде 11 бодови. Па шта знам, Јас го ценам како млад пеач кој сака да направи успех. Јас на секој млад пеач ќе го советувам да се избори за своја песна, бидејќи таа песна секогаш не представува. Нашите песни ни помагаат да самите себе се докажеме, да покажеме колку сме квалитетни. Треба да се избори за своја песна, за да биде забележлива. Дали ќе откриете туку од ова место, што може да очекува вашата публика следно од вас? Нова песна, нов албум, нови спотови? Има доста песама кои ја овде никад нисам
не отпеал пошто сам. Имам многу песни кои никогаш досега не сум ги отпеал. Тука сум за прв пат и јас сум сигурен дека многу млади ќе ги пеат моите песни. Јас можам да ветам нова песна и тоа на 3 октомври на мојот роден ден. Мислам дека е посебна, бидејќи мојот пријател Бора Ѓорđević пред 2 месеца ми направи песна и рече: брат, оваа песна е само за тебе. Презадоволен сум како ја отпеа, допаѓа ми се таа твоја посебна емоција. Јас лично со нестрапление очекувам да ја отпеам таа песна, која за секогаш ќе биде за успомен од мојот драг пријател Бора Ѓорđević. За увек бити успомена на мојот драгог пријателја Бора Ѓорđević. Ви благодарам за одвоеното време, ве пуштам на самата јавност овде, на публиката да ги пееме сите заедно вашите хитови. Ви благодарам многу. Секој е добро и голем поздрав за вашите гледачи. Još jedan gradski kampon u noći pokreće stoj, onda ne noću prodi i žene u mrak odvodi, a onda sam te video, u glavu kad se sjurila, izgledaš tako nevino, pa nove šute dovodila. Bezobrazno su zelene, bezobrazno su zelene, pa rade svašta od mene, što nikom nije na svetu to, baš tebi preko noći pošlo na ruko. Još jedan gradski pastuv je u noću trgu krenuo i da se rodi ponovo, da ne biste promenio, a onda sam te video, u glavu krv se sjurila, izgledaš tako nevino, pa nove šute dovodila. Idemo probiš tim, bezobrazno su zelene, pa hoće da me promene. Bezobrazno su zelene, pa rade svašta od mene, što nikom nije na svetu to, baš sebi preko noći je pošla za rukom. Bezobrazno su zelene, pa hoće da me promene. Bezobrazno su zelene, pa rade svašta od mene, što nikom nije na svetu to, baš sebi preko noći je pošlo za rukom. Bezobrazno su zelene, da mi se život okrene. Bezobrazno su zelene, pa rade svašta od mene,